Тетовци вчера имаа можност да го пробаат најновиот модел на хибридното возило Toyota Auris на промоцијата на овој автомобил, која се одржа кај тениското игралиште. Од Toyota центарот наброија повеќе причини зошто граѓаните треба да го купат ова возило, кое нуди комфор, голема сигурност, намалена емисија на штетни гасови. Денеска граѓаните на Тетово ќе имаат можност одблиску да се запознаат со придобивките на хибридната технологија на Toyota. Хибридната приказна на Toyota започнува уште далечната 1997 година, кога Toyota на светот му го представува првото хибридно возило Toyota Prius пуштено во масовно сериско производство. 21 година подоцна ние се наоѓаме на врвот во автомобилската индустрија како најпродаван автомобилски бренд со преку 11 милиони продадени хибридни возила во светот. Нас во Toyota која ќе напрашаат зошто треба да купам Toyota хибрид, ние знаеме дека постојат безбори причини за тоа. Меѓутоа, доколку треба да се издвојат неколку, тогаш ќе кажам дека хибридните возила ви овозможуваат неспоредлива ниска потрошувачка на гориво и ниска емисија на штетни гасови во споредба со конвенционалните мотори на бензински и дизел агрегат. Хибридното возило ќе ви овозможи такво уживање во возењето како што никое друго возило не може да ви го овозможи благодарение на бесшумното возење и тишината која ќе почувствувате во самиот автомобил. Она што е покарактеристично, значи за сите хибридни возила на Toyota, вклучувајќи го возилото кое што е премија во играта на среќа Паркирај хибрид во соработка со Државна лотарија на Македонија, е тоа што сите хибридни возила доаѓаат стандардно опремени со автоматски менувач, подлежат на добро познатата гаранција од 6 години или 200.000 изминати километри на целото возило и плюс нешто што оди во прилог на самите хибриди, е поврзано со самата гаранција, тоа е 10 годишната бесплатна грижа на хибридната батерија. Toyota Auris, возилото кое што го доделуваме во оваа игра на среќа, е возило кое што навистина е максимално опремено со опрема, стандардно опремено со 7 воздушни перничиња, автоматска клима, Toyota Touch дисплеј со камера за помош при паркирање, предни светла за магла и уште многу повеќе. Во рамки на промоцијата се одржа и игра на среќа. Граѓаните имаа можност преку гребка да станат сопственици на најновото хибридно возило Toyota Auris. Значи, тука сме во центарот на Тетово, за да го испромовираме она што се случува во соработка со Државна лотарија и Toyota, а токму тоа е инстант лозот, кој е наречен Паркирај хибрид. И верувам дека веќе сите наши соработници, луѓе кои го следат она што е се новитети и актуелности на лотарија, знаат. Овој лоз е предизвик за сите играчи, за сите оние кои веруваат во гребките, а веќе 2 Toyota до сега падна. Првата беше како во Охрид, да, а втората како роденденски подарок за Александар од Кочани, кој случајно на денот на роденденот си изгреба гребка и си добија автомобил. Тоа значи дека треба да имате надеж да купувате гребки и секако дека можноста е голема да добиете. Колку Toyota ќе бидат подарени низ Македонија? 10 Toyota. Се надевам дека можеби третата ќе биде токму овде во Тетово. Сега има пробни возења, значи сите кои се љубители на Toyota хибрид како некој новитет, нешто што е навистина интересно, би требале да дојдат и да го пробаат, да бидат тука присутни, да си купат гребка, можеби токму денес е нивната среќа. Тетовски домаќин на промоцијата беше автосалонот Авточајка, овластен дистрибутер на Toyota. Ние сме домаќини на караванот на Toyota и Лотарија на Македонија, бидејќи ние сме овластени дилери за западниот дел на Македонија и ги продаваме возилата на Toyota. Овој пат Toyota сака да го презентира хибридниот програм комплетно, значи од Ярисот, Аурисот, Равот и CHR-от. Така да сите возила граѓаните на Тетово и пошироко ќе имаат можност денеска да ги пробаат. Ова пробна возење се одвија од 4 до 8 часот и секој е добродојден да проба што нуди хибридот на Toyota. Вчерашната промоција во Тетово на најновото хибридно возило Toyota Auris беше трета поред во Македонија. Промоција заедно со игра на среќа ќе се организираат уште во 7 града низ Македонија.